Минусните температури ги развртеа славините. Во просек, потрошувачката на вода во регионот е зголемена за 20%. Претходниот период просечната потрошувачка на вода изнесуваше некаде околу 14.000 метри кубни или околу 160 до 165 литри во секунда вода, додека во овој период бележиме до околу 16.000 метри кубни просечна потрошувачка на вода или околу 180 литри во секунда вода. Идентично е и во Пијанечко-Малешевскиот крај. Овие денови имаше потрошувачка од 1500 метри кубни. Значи има некое мало покачување. На што се должи тоа? Па на тоа се должи на ниските температури, луѓето значи преку ноќ кога се најниски температурите мораат да ги пуштат чешмите за да не дојде до нивно замрзнување и до хавари. Ова уште еднаш ја потврдува лошата пракса во регионот и навиката на граѓаните од замрзнување чешмите да ги штитат со одвртување на славините. Апелирам до граѓаните поради ниските температури да преземат мерки за заштита на своите надворешни линии, земајќи во обзир дека овој момент потрошувачката, минималната ноќна потрошувачка е зголемена за 10%, што не е мала бројка. Тоа е на штета и на граѓаните и на системот за водоснабдување. Но не е секаде вака. Виница и Пробиштип бележат минимално намалување на потрошувачката на вода. Водата не се користи за други потреби кои би се користи за потребите за кои што се користи во пролетниот или во летниот период, значи надворешно ниту се полеваат површини, ниту за некои други потреби, значи исклучително само за оние неопходни куќни потреби и од тие причини, пак ти кажам, логично е ова намалување на потрошувачката на вода. Но ова е исклучок, а не правило, па енормната потрошувачка на вода во тесно ги доведува јавните предпријатија, кои се соочуваат со намален притисок во високите зони. Сегашната небрежност кон водата, пак дел од граѓаните ќе ја платат наредниот месец, кога ќе им се испорачаат сметките.